Денеска беа доделени наградите од ликовниот конкурс "Штедиме и пречистуваме вода, потребна ни е за во иднина" на авторите од најдобро изработените ликовни творби. Ликовниот конкурс се организираше по повод 22 март, Светскиот ден на водата, а во него учествуваа 5 општини каде се имплементира проектот финансиран од владата на Швајцарската конфедерација за третман на отпадни води. Наградата за недобрите цртежи ги додели директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод Андре Киров. По повод Светскиот ден на водите 22 март, Швајцарската во рамките на проектот дониран од страна на швајцарската влада, проектот за прочистување на отпадни води Кочани и проектот за подобрување на водоснабдувањето на Делчево, беше организиран ликовен конкурс на тема "Штедиме и пречистуваме вода, потребна ни е за во иднина". Ликовниот надпревар беше организиран од страна на швајцарскиот консултант ЕБП во соработка со јавните комунални предпријатија каде што овие проекти се одвиваат. Согласно пропозициите за ликовниот надпревар, право на учество има сите ученици од 6 до 9 оделение. Еволуацијата ја изврши швајцарскиот консултант. Согласно таа еволуација, значи имаме една прво наградена ликовна творба и 5 второ наградени, каде што денеска беа прочем и доделени самите награди. Прво наградена беше ликовната творба на ученичката Надица Апостоловска од 9 оделение при основното училиште Свети Кирил и Методи под менторство на професорката по ликовно образование Марија Мицова Гацова. Награди за второ место добија Анабела Коцова од основното училиште Свети Кирил и Методи, Леа Ангелова, Наталија Карова и Мартин Јовик од основното училиште Никола Карев под менторство на професорката Радмила Андровска и Емили Стабенкова од Крсте Петков Мисирков од Аризари под менторство на Оливера Атанасова, професор по ликовно образование. Проектот за третман на отпадни води Кочани заедно со проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево организираа ликовен конкурс на тема "Штедиме и реупотребуваме водата, затоа што ни потребна за во иднина", а по повод Светскиот ден на водите 22 март. На ликовниот конкурс беа вклучени сите места, општини каде што влијаат овие двата проекти се имплементираат, а тоа се Кочани, Виница, Берово, Делчево и Пехчево. Ликовниот конкурс е организиран во рамки на јавната кампања кој што паралелно се одвива со имплементацијата на проектите и целта на таа јавна кампања е зголемување на јавната свест во однос на како ги употребуваме ресурсите на вода, дали сме свесни колку е значењето на реупотребувањето на вода и како се однесуваме со отпадните води и што се исфрламе во канализацијите или нашите отпадни води.